Ако немаш насмевка, ќе ти дадам една од моите. Непознат. Се надевам дека ние успеваме да ви дадеме насмевка, читајќи оваа книга, продолжи со насмевка и да продолжиме со читањето, затоа што тоа е најдобриот начин да ги изразиме своите чувства и емоции од оваа книга. Фаза 14. Лични приказни, светот не пропаднал. Сцена 60. По излегувањето од болницата, светот околу мене прилично бавно и полека, но почна да ми се враќа во нормала. Од тој 13. мај 2008 година, полека, но секојдневно. Уште една причина плюс, зошто бројот 13 е неразделен дел од оваа мотивирачка автобиографија. Тата ме носеше да му помогам во работата како водоинсталатор, само за да бидам повеќе време активен. Така имав помалку можност за какви да ја размисли. Нема време ниту за негативните мисли што ме јавнаа во месеците претходно. Голема улога одигра секојдневното присуство и дружење на Саше, Љупка, Кики и Биле. Особено со Саше, цело време правевме некои заеднички активности. Гледавме фудбал кај мене или кај него дома. Тој исто така е фанатик и за филмови. Колку што јас не гледам, толку тој сите до еден ги има гледано. Ќе ми симнеше некој краток серијал со комедии и го гледавме да се смееме почесто. Кога многумина во околината се обидуваа да ми даваат најразлични совети како да не се плашам, Љупка само ми кажа: "Комшо, самиот прави го она што ти се прави. Не заморувај се со другите, ама воопшто. Не предпоставувај кој што и како ќе мисли. Гајле ти е. Прави го само она што го сакаш. Имам неколку книги за тебе. Знам дека сакаш да читаш. Периодов ќе ти бидат од помош некои мотивацијски книги. Малку позитивна психологија ќе те крене. Една од моите омилени која ќе ти се допадне е "Ајде да ти раскажам" од Хорхе Букај. И уживај. Ние сме тука за што и да ти треба, во секое време. Свесни сме дека пак ќе растураш на твој начин. Не чувствувај го тоа како товар, туку само како мотив дека веруваме во тебе и тука сме за да те поддржиме. Тие зборови ми значеа многу. Како и оние зборови на Саше во периодите кога ми надоаѓаа повторно некои чудни црни мисли. Миле, да не се лажеме. Тој уште од мал беше најдобар од сите нас. Од секогаш беше најпаметен во одделението. Не ти требаат вакви црни мисли за да замислуваш глупости. Секе се седи. Јас сум тука за целосна поддршка. Ме храбреше. Тој најблиску ја пополни улогата што имаше брат ми во мојот живот. Иако тоа беше само делумно, сепак беше целосно искрено. И вака охрабрен решив да направам стратегија за да ја зачувам стипендијата. Од зимскиот семестар сите предмети ги положив, и тоа со десетки, а само една деветка. Еден предмет ми остана да го полагам во некој од наредните сесии. Стварно право. Тоа беше уште пред да одам в болница. Во овој пролетен семестар имав за полагање 4 испити. Морав да ги полагам како цел испит одеднаш, бидејќи ја пропуштив колоквиумската сесија додека бев одсутен. Имав уште малку предавања кон крајот на мај и во почетокот на јуни, па решив да не одам на предавањата. Подобро беше за моето здравје. За тоа време дома полека ги учев предметите. Стипендијата можев да ја задржам кога ќе запишувам трета година, па дури да немам положено еден испит од втора. Откако ја препроверив оваа информација, мојата стратегија гласеше вака: во втората половина на јуни да ги полагам на цел испит административно право и казнено право. Тие два предмети најмногу ги имав учено уште пред да одам во болница. Во првата половина на јули пак беше закажана сесијата за полагање за останати предмети од претходните семестри. Во таа сесија го пријавив за полагање стварно право. Планот беше во септемвриската сесија да го полагам семејно и наследно право, што се водеше како еден предмет. На тој начин, од овој трет семестар ќе ми останеше за полагање единствено уште трудово право. Тамам, тој ќе го подготвам за јануарска сесија. Можам и без него да имам просек и услов за продолжување на стипендијата. Овој план го разработив во детали. По колку страници би требало да читам на ден, за да стигнам се, па понатаму по колку часа на ден, и така натаму. Направениот план ми даде малку надеж. Сега имав конкретни цели, вистинска поента. Ајде сега да најдам сили за да си го испочитувам планот. Ова беа вонредни околности. Воопшто не беше лесно. Често одев на лекарски контроли. Купувавме апчиња по аптеки.
Ематичната водрачева, доктор Зорица, мислам дека бев секој втор ден во ординацијата. Терапијата е силна, не успива, ме притиска целото тело. Од една страна, тешко ми е да се одржам буден и наполно сконцентриран, ама од друга страна ми действува пријатно, бидејќи ми ги смирува разиграните нерви. Сега кога почнав да учам подетаljно, уште повеќе ги чувствувам како ми играат. Се гледаше тоа преку трепетот на нозете. Учев низ 1000 пози во еден ден. Најчесто учев стоејќи, шетав од соба в соба со книгата в рака и читав наглас. Кога ќе се уморев, продолжував да читам лежејќи. Па ќе отидев на масата во дневна да седам на тврдо столче. Кога подвлекував, несвесно подвлекував по неколку пати. Дебели длабоки линии правев со пенкалото на страниците во учебниците. Особено не ми беше лесно кога читав казнено право. Многу поими и елементи ме подсетуваа на мојата болна реалност од последниве неколку месеци. Ама бев решен и се придржував до планот. Колку и да беше мачно и тешко. Дојде втората половина на јуни. Отидов да ги полагам двата испити што ги подготвував. Пред да влеземе во амфитеатарот, во колот се сретнав со колешката Еми. Малку разговаравме, таа само ми кажа: "Не се кирај се за ништо." И јас добивав мали панични напади, ама помина. И ти тргни се настрана, смени ја малку околината и се ќе биде вред. Ме бодреше таа. Тестовите ни беа со заокружување на шифрарник. Почнав да решавам, но не можев да седам мирен на столчето. Толку многу ми играа нозете што во еден момент мислев дека нема да можам да ги исконтролирам и одеднаш ќе скокнам. Како да ме креваа да морам да станам од клупата. Време за одговарање имавме сигурно 2 часа, но јас не додржав ниту 20 на минути. Одвај и за тие 20 минути издржав да бидам седнат в клупата. Брзински ги решавав прашањата. Не се премислував, ниту пак воопшто се преиспитував. Што биде нека биде, си велев брзајки. Станав прв, го предадов тестот и со трчање ми се чини тргнав за да си одам дома. Татко ми ме чекаше со југото на паркингот за факултетот, да завршам и да си одиме заедно. Некои од колегите кои ме сретнуваа, ќе прашаа така бегло: "Кај исчезна?" Село бев, малку да се отргнам од оваа реалност и ќе заминев без да навлегувам во подетална дискусија. Комуницирав повеќе со оние колеги кои знаев дека ќе разберат и нема да ме осудуваат. Екипата уште од средно, Мари, Анчи и Ана. А тука беа и колегите од другите градови со кои се дружев особено. Емче, Еми, Митко и Стефи, Марина и Маја, Блажо и Кони. По неколку дена полагав и административно право, а за 2 седмици и стварно право. Ги положив и двата. Полека планот се остваруваше. И почнав да сваќам. Не се срушил светот, како што се плашев во деновите пред да одам в болница. И си дојде се на свое место. За се постои решение очигледно. Полека ми се креваше енергијата. Сцена 61. И мојата пасија, ораторството, се развиваше и во овој период на моето физичко далечување. Се развиваше без мене, но ме чекаше јас да се вратам со целото свое срце. Сето тоа благодарение на Ана а со помош и на другите најактивни членови. Некои јазици во тие кризни моменти за мене знаеле и да спомнат дека треба да ме разрешат поради неактивност и неинволвираност во клубот тие 2 месеци. Да ме разрешат од нешто што е целосно волонтерско. Но Ана, која цело време беше запознаена во детали со мојата ситуација, ја продолжи работата на клубот со ставот. На Миро му е потребен мал период да се повлече. Тој е малку пасивен овој период не по своја волја, туку од објективни причини. Сите знаеме каква ситуација му се случи нему и на неговото семејство. Овие 2 месеца барајте не мене и Моника за сите работи. Ние сме подпредседател и секретар и активно ќе го водиме клубот додека да се врати Миро во форма. Тоа ќе биде од септември-октомври, кога ќе почне новата академска година. Ова им го соопштила Ана на еден состанок. Наскоро, по нејзина иницијатива, се организирала навистина успешна дебата. Ги гледав подоцна снимките и ми надојде уште повеќе мотив да се вратам во форма што поскоро. Многу придонес имаа тогаш и другите оратори, меѓу кои и Огна Њ, кој беше задолжен за односи со јавноста на клубот, потоа генералната секретарка Мони, како и Александра, Тинче, Зоран и другата цела екипа на амбициозни оратори.
Активното враќање се случи побрзо од очекуваното. Есента на 22 октомври организиравме еден специфичен настан по прв пат. Го насловивме Ден на клубот на ораторите. Токму во тие денови, 8 години претходно, бил формиран клубот на ораторите. Од тука, овој ден го искористивме за една убава презентација на нашите активности, како и за привлекување на нови членови кои ќе бидат иднината на клубот. Тоа беше период кога почнуваа подготовките за ораторската вечер. На скромната манифестација им доделивме благодарници и на сите претходни активни членови и предводници на клубот. Меѓу другото, тој убав настан ќе го паметам и по два важни моменти. Едниот е што додека го држав говорот за отварање, за прв пат во публиката беше и внук ми. Едно топчасто бебе од 10 месеци со заоблени обравчиња и со цуцла во устата. Само ја шмукаше и играше со очињата насекаде. Уживаше буквално во текот на целиот настан. Во ниту еден момент не се бунтуваше, не врескаше, ниту пак му дојде да заплаче. Вториот момент за паметење е што токму тогаш се запознавме со Зоки С. Зоран. Една година потоа, Зоки ќе стане најактивен млад член на клубот, а подоцна и ќе ме наследи на председателското место. Долгорочно остана да ми биде еден од најдобрите другари без разлика каде да се наоѓаме на оваа земјина топка. Во периодот на моето враќање, есента 2008 година, тимот остана ист, а полека се прошируваше и со нови членови кои ни се приклучија, особено по ораторската вечер. Благодарение на иницијативата на Ана А, за прв пат на таа ораторска вечер присуствуваа двајца оратори, гости од правниот факултет при Универзитетот во Белград, Србија. Милица и Марко настапија во ревијалниот дел, а спиеа кај нас двајцата дома. Марко кај мене, а Милица кај Ана. Оваа прва регионална иницијатива прерасна во подолгорочна традиција на соработка меѓу професорите и ораторите од двата факултета. Сето тоа ми даде ветер в грб како клуб на ораторите да организираме убава обука за ораторство и реторички вештини. Ја организиравме во март. Два интензивни викенди со една седмица за подготовка на говори. Обуката ја насловивме Говорете моќно. Во еден момент при подготовка на обуката свативме дека ни се потребни 15.000 денари за да ги покриеме сите трошоци за нејзина успешна организација. На сметката од претходното раководство имавме само 1000 денари и нешто ситно плюс од чланарина. Обично, учесниците дента кога ќе дојдеа на самата обука плаќаа за учеството. Но парите за покривање на трошоците мораа да се дадат неколку дена претходно. Кај неколкумина членови се појави дилема како и дали воопшто да ја организираме обуката. Не им изгледаше реално дека ќе дојдат 15 учесника, 50 учесника, со кои би се покриле сите трошоци. Им предложив на сите јас да ги дадам парите за покривање на трошоците, а ќе се потрудиме сите да дојдат што повеќе луѓе и од учеството да ги вратиме парите во клубот. Иако имаше скептицизам кај дел од нив, сепак го прифатија предлогот. И знаете што се случи? Таа обука беше најпосетената во дотогашната историја на клубот на ораторите. Присуствуваа 70 на учесници. Останаа средства во касата на клубот кои ги користевме и за следните активности. Сите бевме среќни. Активностите со ораторството ми помагаа да ги искажам ставовите, да ги изразам чувствата, да укажам на неправдите. Го немаше брат ми да ме изненади со неговото присуство, со некоја убава порака, со насмевка да ми аплодира на настапите. Но неговиот живот и дело, видно или метафорички, провејуваше во секој мој настап, во секој мој говор, во секоја можна идна животна сцена. Но полека, само што се вратив во форма. Сцена 62. Периодот на рехабилитација ми се забрза и со животот на село во текот на летните месеци. Сега ми требаа поубави промени во животот. Братучедите го убедија татко ми да ја поднови собата со нов мебел. Седи му ја собата на Мики, да може и тој да се освежи, ама да може и да си викне другари на гости.
Интересно беше тоа што сега моите родители дозволуваат да гледам телевизија во мојата соба. Тие сепак не сакаат да гледаат, бидејќи сметаат дека така треба да жалат. Така беа научени од мали нозе и решиле да не го менуваат тој начин. Јас пак во таквите моменти во себе ќе се запрашав. Дали во ваква ситуација брат ми ќе беше среќен ако се смеам или пак ќе сакаше да тажам? Дали ќе беше среќен ако секаде одам в црно, потиштен и молчалив? Или пак ако сум облечен во која и да е боја, ама раскажувајќи ги неговите добри дела како постар брат, како тој мене, така јас ним, да мотивирам многу нови генерации. Едноставно го бирав она што тој најмногу би го сакал, а моите само го почитуваа оној што некој некогаш одамна ги научил и тоа го прифаќаа без приговор. Благодарение на поддршката од друштвото, почнав да не размислувам за тоа како сум здебелен од апчињата и како во ликот ми се познава дека сум во некоја фаза на депресија. Кога имате поддршката околу вас, таа ве носи, а тие самите знаат ни што се поминувале покрај мене. За да бидеме подобри, многу се гушкавме. Целата екипа многу се сакавме како едно неразделно семејство. Гушкањето ни беше природен, искрен излив на емоции. Таа ни даваше дополнителна енергија на среќа. Ако бевме среќни, се гушкавме. А ако сме во таков период во каков што бев јас, тогаш се гушкавме уште повеќе. Колку само сакав и Ице во тие години да биде поголем, за да можам да го гушкам силно. Ама ќе порасне многу брзо, си велев, и ние ќе созрееме на секое поле со насмевка. Повторно во реалноста ни стихови. Решение сладко. О другари верни, о крвни сродници мои, ближна и трајна поддршко моја, се поклонувам до земи, и тогаш, и сега. Ме трпевте во најболното, ме охрабривте во безизлезното, ме гушнавте во хаосот, ме повлековте кон воздухот. Лекција живот ме добив. Кога човек ќе си ја загуби вербата, битно е да верува некој друг во него. И да, среќен сум што постоите. По темницата светлото е посјајно. Ех, само да знаев порано. Но така требало да биде за да научам, за да почувствувам кожава да ја исчеличам. Видов и се уверив. Светот не пропаднал, а нема ниту во иднина. Ете затоа притисок веќе немам, а решение за се барам. Знам дека има, знам дека ќе го најдам. Не е важно каде, не е важно кога. Понекогаш не знам и како, ама секогаш ќе ми биде сладко. Можевме ли поинаку? Премногу наивно мислев дека светот ќе пропадне ако испитите не ги положам во рок. Мислев дека ќе пропадне ако многумина дознаат за кризата во моето ментално здравје. Дозволив премногу мислењето на околината да ми влие на душевната здравствена состојба. Знаејќи какво е општото мислење за менталното здравје на мнозинството луѓе околу мене, дозволив да ме обзема поголем страв. Водејќи се од правилата што ги диктираше околината, многу неискажани емоции остануваа закопани во моето срце, наместо да бидат покажани јавно. Тоа ми предизвикуваше посилни фрустрации. Тие беа дополнителна причина за влошување на моето здравје во тој период. Времето покажа дека голем дел од тие стравови ми биле оправдани, но исто така покажа и дека голем дел од нив постоеле само во мојата глава и ми биле некое преувеличување. Во тој момент не можев да ја променам мојата околина. Немав сили да објасна некому колку ми значи ораторството. Немав сили ниту да кажам колку ми значи стипендијата. Многумина околу мене никогаш не се потрудиле да погледнат со моите очи. Не беа ниту свесни колку во тој период на кревко здравје не ми помагаат да излезам од калта. А таа кал на моменти беше како жив песок. Премногу бев емотивен. Немав научено како да ми влегува информација од левото уво и да ми излегува од десното. Преземањето лична одговорност повеќе од колку што треба ми го завалуваше процесот на заздравување. Многу утопистички верува во таа природна праведност. Секој спротивно однесување од кого и да е, ми влеваше големо разочарување. Многу такви примери, многу поголемо разочарување. Мојата најголема грешка беше што верував дека сите кои на кој било начин соработуваат со мене и мислат добро на луѓето.
Тргнував од себе и мислев дека сите го имаат истиот пристап. По тие мигови сватив дека ми недостига уличното училиште, каде што уште од мали нозе ќе сум запознаел повеќе антагонисти за да го спознаам окружувањето. Да бидеме подобри. Без секој се може, колку и да звучи тоа болно. Барем да бидеме однапред свесни за тоа, така ќе го намалиме шокот. Светот нема да пропадне. Само нашиот живот може да пропадне ако размислуваме на тој начин или не дај Боже да решиме да си пресудиме самите. А и тоа да го направиме, никому нема да му ја затвориме устата. Секако луѓето ќе зборуваат, но ние можеме да избереме кого да слушаме. Вистинските совети доаѓаат од малкумина, не од многумина. Баш ми е гајле што мислат за менталното здравје сите оние чии што единствен лек е алкохолот. И по читањето на оваа книга ќе има и такви кои гласно ќе велат: овој е луд, има проблеми со себе, зборува глупости, сака да ми го испере мозокот. Јас одбивам да не се заморувам со такви коментари. Само ќе ги потсетам дека со своји очи сум видел како универзумот и враќа на сите оние што некогаш тоа го помислиле и или го искусиле. Да не ги криеме емоциите во себе и да не дозволиме тоа да не тишти однатре. Секоја критика која е кажана со цел да живееме во подобра заедница, да ја изнесеме јавно. Ако безусловно се бориме за суштината, да го направиме тоа низ сите видови форми. Срам, страх и одговорност треба да има оној што намерно постапува спротивно на општествените правила, а не сите други кои јавно укажуваат на тоа постапување. Не е добро да бидеме наивни кон сите, но не е добро ниту да имаме сомничавност кон сите. Има категории луѓе со кои сме иста крвна група и може да им веруваме. А има и такви категории луѓе за кои она што го сметаме за сомничаво има далеку поблага форма од тоа што вистински е во нивната глава. Ако длабоко во себе веруваме во она што си го визуализираме со своји очи, нема потреба да бараме и другите да гледаат со тие очи. Нашата верба, посветеност и инает ќе не донесат до остварување на таа реалност, а не мислењето на оние кои не сакале или не можеле да погледнат со нашите очи. Има луѓе кои те разбираат и те поддржуваат кога си на дното, а и се гордеат на твоите успеси. А има и такви кои се до тебе само кога си на врвот, но се губат кога си на дното. Да ги чуваме првите и да им возвратиме двојно. Најдобро може да не разбере некој што претходно го изодел истиот или пак сличен пат, како постар брат. Не треба да живееме во стаклено звоно. Не можеме доволно да разбереме и да се соочиме со многу реални ситуации ако не сме непосредно меѓу луѓето. Елеонор Рузвелт рекла: малите умови разговараат за луѓето, средните дискутираат за настаните, а големите умови разговараат за идеите. Јас сепак би рекол: ако сакаме да бидеме големи умови, треба да разговараме со што повеќе луѓе и за што поголем број луѓе. Треба да бидеме дел од повеќе настани и да разговараме за што повеќе настани. Силните идеи се преточени во настани со различна форма и содржина и се однесуваат на подобрување на човештвото општо и за некои од тие луѓе поединачно. Токму поради тоа, најдобрите идеи нема да произлезат додека сме во некое стаклено звоно, туку со размена на идеите кои извираат од процесот на запознавање со реалноста исполната со луѓе и настани. Ајде да се запрашам. Која е главната причина поради која лично сметам дека светот ќе пропадне, дека многу работи околу мене одат во ќорсокак? Кои се луѓето кои биле покрај мене кога ти е најтешко, а кои се радуваат од срце на моите успеси? Со кои луѓе постапувам наивно, а кои ги гледам низ призма на сомничавост?
Кои луѓе од моето окружување се грижат за нивното ментално здравје? Кои се најчестите 3 ситуации кои се главен извор на мои нови идеи? Насмевката е универзално добредојда. Макс Естман. Фаза 15. Лични приказни. Прво преродување. Сцена 63. Денот на клубот на ораторите, што го организиравме во октомври, таа 2008 година, со сигурност ми беше првата точка за пресврт. Момент за вистинско преродување и враќање на голема врата на сите полиња во животот. Заинтересираноста на многу студенти на обуката го даде потребниот стимул да го направиме клубот уште подобро факултетско капче од тоа што беше претходно. Многу бев радосен и што успеавме да ја реализираме идејата на Ана за соработка со ораторите од Белград. Сето тоа се случи во многу краток период, ама беше успешно. Ана и Милица се запознале летото во Алпбах, Австрија. Онаа порака што тоа лето Ана ми ја прати, ја доловувам со приказната во епизодата 8 Пасија. Ете, можеби таа не настапила тогаш на тамошната ораторска вечер, ама воспостави соработка која се уште трае. Со текот на времето, повеќе главната улога во соработката ја имаа професорите, а не ораторите, иако тоа не беше првичната замисла. И на Ана и мене, секогаш таа регионална средина, соработка и дружење со врсниците од странство не предизвикувала посебно задоволство. Разликата беше што таа го практикуваше тоа веќе на светско ниво и не можам никогаш да изразам доволна благодарност за тоа што во секоја убава светска шанса ме потикнуваше и јас да се вклучам. Тоа го прави и ден денес безусловно. Веќе во 2009 година отида на 6 месеци во Дојче Веле во Бон и од тогаш официјално започна идната светска комуникација меѓу нас двајцата. Тоа значеше дека во даден момент може да живееме во различни држави и градови, но ќе најдевме начини професионално и другарски да се поддржуваме без ни ронка пауза. И во добри ситуации, и во оние што во моментот не изгледале како лоши, а биле супер лекција. Тој период ми беше еден од најактивните дотогаш. Паралелно со овие настани и со редовните предавања и полагања испити на факултетот, следуваа уште препознатливи активности на клубот на ораторите. Повторно држевме обука во средните училишта, но овој пат во поголем број училишта. Се вклучивме со глума во представата Молба, која потоа ја игравме на фестивалот Лица без маски во Младинскиот културен центар. Тоа исто така беше едно убаво искуство кое си мечтаев дека можеби некогаш ќе го развивам. Обуката за ораторство и реторички вештини за прв пат ја проширивме и надвор од Скопје. Одржавме обука во Велес и навистина имавме незаборавна соработка со прекрасни оратори и предсе личности. Една скратена обука одржавме и во соработка со ISEC Skopje, the world's largest youth run organization, activating young leadership since 1984. Организација на студенти на економскиот факултет. Кратки и ефективни работилници во тој период одржавме и со другите две студентски организации на правниот факултет, ЕЛСА и АЕЖ. Добро. Сите тие активности кои не носеа пари ми донесоа долгорочни соработки во многу области. На една од тие обуки го запознав Даниел М, кој подоцна спонтано ме воведе во светот на финансиската писменост и управувањето со личните финанси. Така, паралелно со сите други активности, набрзо бев активен представник на инвестициски фондови. Тоа беше време кога ретко кој беше вистински информиран што е тоа, ама сите мои блиски кои ми веруваа и ме послушаа, и ден денес ми се благодарни многу. Тогаш ми беше интересна само Ана. Мики, што е тоа да не си влегол во нека секта, ми велеше. Ти можеш да се подбиваш и да мислиш дека е секта, ама јас знам колку е корисно ова за мене. И реплицирав и решив на таа тема со неа веќе да не разговарам. Се разбира, станавме супер другари за сите други теми. И пред една година ми се јавува таа еден работен ден и ми вели: Еј, Мики,
Знаеш дека разбрав за едно супер место во кое можеш да имаш дополнителен ангажман, а кое нуди и можност за штедење и за инвестирање? Раскажуваше целата насмејана. Јас знаев дека ќе дојде до овој момент и сега со малку гордост и кеф што испаднало пак по моето, макар и по толку години, и реков: Добра, Јане, доцнеш само 8 години. Никогаш за тебе сето тоа ти го викаше секта, ама мило ми е што еве сега свати колку е убаво за секој од нас. Доста ајде таму, важно е да се освестив. Гласно се насмеа. Чувството, кога ќе сватиш кој од секогаш ти мисли добро, е непроценливо. Таа 2009 година беше прва година толку посебна за мене и поради многу други настани, пред се на професионално поле. Покрај тоа што ја организиравме таа дотогаш најпосетена обука, Говори моќно, преку клубот се вклучивме и во други настави. Такво беше учеството на ораторскиот надпревар на Универзитетот Климент Охридски во Битола. Интересно беше што за многу кратко време освојувавме награди во многу фронтови. Никола З, еден од нашите први ученици оратори од средните училишта, ја освои тогаш првата награда на државно ниво, представувајќи го Средното економско правно училиште на град Скопје, Васил Антевски Дрен од Скопје. На ораторскиот надпревар по повод Денот на Европската унија, Мартин С го освои првото место на надпреварот во Битола, а момците од тимот од Елса, во кои беше и Ирена и кои накратко ги обучувавме за реторички вештини, победи на тогашниот надпревар Мудкорт во Загреб, Хрватска. Радоста од сите овие настани беше само поттик за воиднина. Благодарение на огромниот поттик, да не речам позитивен притисок од Ана и асистенцијата од други блиски колеги, меѓу кои и Елена С, се пријавив за учество на Европскиот форум Алпвах 2009 година. Немајќи доволно развиена свест за тоа што представува еден таков огромен настан за иднината на младите професионалци, се пријавив само со една желба преточена во строго зацртана цел – да настапувам на тамошната ораторска вечер. И толку. Само тоа ми беше во мислите и во срцето. Англискиот јазик не ми беше на завидно ниво, но ме водеше по големата желба која ја надминуваше која и да било несигурност и каква и да е можна препрека. Ова делумно го знаеш и од епизодата 22 Странски јазици. Тој август остана магично изгравиран во моето срце. И тоа не остана магичен поради тоа што на 21 година сум присуствувал лично на дебата на која говорел Бан Ки Мун, тогашниот генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации. Не остана ниту по тоа што во ревијалниот дел на ораторската вечер настапуваше Марио Монти, кој наскоро стана премиер на Италија. Не, буквално ништо од тоа. Тој август на Алпите го најави потенцијалот за магичност во моментот кога една од организаторките на форумот ме сретна на еден од дневните приеми и ми подаде флаер. Беше тоа околу 10 дена од почетокот на форумот, четврток. Подавајќи ми го флаерот, широко се насмевна и кажа: Ти цело време, секој ден, ме прашуваше кога ќе биде организиран надпреварот по ораторство. Еве, одлучено е. Ќе биде задутра, во сабота вечер од 20 часот во Конгресниот центар. Утврдена е темата за надпреварот One Europe Only, само една Европа. Ако сакаш, можеш да смислиш и поднаслов на оваа тема, но не мора. Ти благодарам многу, се заблагодарив, додека ме обземаше силна внатрешна енергичност низ секоја пора од телова. Нема многу време, само 2 дена. Утре дента имавме слободен ден и бевме договорени да одиме во Инсбург, а во саботата имавме организирана екскурзија за во Сваровски музејот. Веќе бев пријавен на двете екскурзии. Сега беше моментот да направам план за говорот. Решив да го пишувам на македонски. Така размислував побрзо и поефективно. Цимерот ми беше од Литванија, но работеше како официјален судски преведувач во Судот на правдата во Луксембург. Цимер, ќе пишувам говор за да се надпреварувам на ораторската вечер задутре.
Сега ќе го составам на македонски, а кажи ми, ќе можеш ли да ми помогнеш со преводот утре вечер, кога ќе се вратиме од Инсбург? Се разбира, не е никаков проблем. Утре вечер ќе можам да ти го проверам преводот. Ми одговори. Радосен, почнав да го пишувам говорот. Ми доаѓаа многу идеи, ги систематизирав. Се обидував да бидам сам за да можам да се сконцентрирам подобро. А природата таму е неприсушен извор на инспирација. Алпах е прогласено за најубаво цветно село во Европа и најубаво село во Австрија. Со секој здив доаѓаат нови реченици. Речи се цела вечер го преработував и доработував. Утрото станавме сите рано и тргнавме кон автобуската. Имавме околу 5-10 минути за пешачење. Се најдовме со Мишо и се договоривме дека заедно ќе го погледнеме говорот во возот од Воргл кон Инсбург. И онака имавме околу час и половина за да стигнеме. Бевме 5 мина во екипата. Покрај нас двајцата беа и Милош од Бања Лука, Александар од Киев и Олга од Москва. Беше тоа незаборавна екипа со незаборавни моменти од тој ден. Со сите нив и ден денес сум во контакт. Сакав многу да ја видам скокалницата во Инсбург. Таа е една од 4 предновогодишни скокалници, манифестација што редовно ја следев пред малите екрани и уживав во ски скоковите. И ја видовме. Бевме блиску до неа од спротивната страна во зоолошката градина. Ја гледавме скокалницата како предогледало. Но сепак тоа беше август. Со голо око се гледаше само бетонската конструкција. Да беше снег, ќе беше поубаво. Ама тоа некој следен пат. Додека се возевме со возот во двете насоки, со Мишо го досредувавме говорот во финеси и го преведовме. Целиот тој процес беше непрекинато преследен со многу шеги кои ни ги потекнуваа на смевките на сите во екипата. Вечерта, кога дојдов дома, му го дадов говорот на цимерот за да ми го провери. Додека накратко јас вечерав во заедничкиот салон, што го делавме со думи на цимери во куќата, тој во нашата соба го провери детално говорот. Го коригираше на некои места за да биде и лекторски точен. Му се заблагодарив од срце. Така среда го препишав говорот на друг лист хартија и почнав да го учам, да се подготвувам за утрешниот настап. Ја користев секоја ситуација за да го вежбам на глас. Кога немаше никој на терасата, кога ќе отидов во бањата, кога ќе пешачев кон и од супермаркетот. Го вежбав во себе и пред спиење и откако ќе се разбудев. Утредента тоа го правев додека бевме на екскурзијата во Сваровски музеот. Доцна попладната, откако се вративме во куќите во кои бевме сместени, организацијскиот одбор не свика сите надпреварувачи на состанок. Состанокот беше закажан од 18 часот, само на 2 часа пред почетокот на ораторската вечер. Се појавив на состанокот со другите надпреварувачи. Бевме 10 мина на број. На тој состанок ни ги кажаа сите правила по кои ќе се одвива надпревара. На моје изненадување, речиси сите правила беа спротивни на она што ние го практикувавме на нашите ораторски вечери во Скопје. Како и да е, единствениот мој избор беше да се приспособам. Тоа и го сторив. И на тој состанок за некои од правилата жестоко се бунтува. Како и при составувањето на говорот, се водев од премисата. Ке им плеснам се искрено и аргументирано в лице, па макар и никогаш повеќе да не ми дадат европска стипендија. Се вратив каде што бевме сместени за да се истуширам и да се пресоблечам и веднаш се вратив назад во конгресниот центар, бидејќи времето за настап се приближуваше. Ждрепката сакаше да настапам 7 поред. Во тие неколку мигови ги применував максимално сите техники што ги имав учено и применувано од претходно. Овој пат, сето тоа го правев со уште поголема свесност и вложена енергија. Имав повеќе трема пред настапот, бидејќи англискиот јазик тогаш ми беше на ниско ниво. Ако се доведав во ситуација да импровизирам во текот на самиот говор, ќе беше премногу ризично.
Затоа ја користев буквално секоја секунда за да вежбам наглас, во себе, не е важно како. Важно желбата да настапам тука, во срцето на Европа, на форум на кој има 3000 учесници од околу 70 земји, ми беше толку силна, што сите други препреки паднаа во сенка. Наставив со жар, емотивно и сигурно, сериозно и со харизматични шеги, критички, но со јасна порака. Бев многу задоволен од настапот. Додека ја чекавме жири комисијата да одлучи, го слушавме интересниот настап на Марио Монти, кој имаше задача да не забавува неколку минути додека да ја донесат одлуката. Се врати жири комисијата на своето место и ги читаа наградените тројца оратори. Како што е обичај, тргнаа од третото место. Според мојата процена, иако има субјективизам во неа, еден од ораторите имаше исто така добар настап. Ми остави убав печаток. Кога него го прочитаа како второ награден, срцево почна се побрзо да ми чука. Лупаше како да сака да излезе од градина. И во тој момент се случи таа магија. Аурата воскликна околу мене, додека го читаа моето име како победник на надпреварот. Кога се доближив до еден од членовите на комисијата, тој ми рече на српски: "Било е веома многу добро. Настапот беше многу добар." Јас наполно изненаден, што тој одеднаш ми се обрати на српски јазик, се насмеав силно и искрено. Таа ми е една од омилените насмевки во животот. Ете, поради тоа тој форум за мене ќе остана за секогаш магичен. Од сите можни надпревари на кои сум учествувал претходно, токму на мојата пасија, ораторството, го освоив првото место. И тоа не во Македонија, туку на меѓународно ниво, на форум со европска и светска традиција, формиран непосредно по Втората светска војна. А тргнав со една мисла: сега ќе ги искритикувам, па макар никогаш да не ми дадат европска стипендија. Сите овие моменти на подготовка што ги опишав, но и многу други со ситници во нив, се незаборавни за мене. Сопатнику, можеш и ти да ги почувствуваш во епизодата 8, Пасија, а дел од самиот настап и во епизодата 19, Мотиватор. Овој мој најомилен настап и директно можеш да го погледнеш на YouTube. Како што можеш да видиш, од мотивацијата ни содржината на говорот до суштината на ораторството, во секој елемент живее духот на брат ми и ќе живее допрва. И не само по победата, туку ќе го паметам овој настап и по тоа што беше пресвртен миг од кој ги засакав работата, контактите и обкружувањето во интернационалните средини. Миг кој многу ме поттикна да го напредам она во кое не бев дотогаш најдобар – англискиот јазик. Шестиот ден во Албах прв пат почувствував дека почнав да размислувам директно на англиски. Претходно ми доаѓаа речениците први на македонски, а потоа преведува во главата, што беше побавно, потешко и понеточно. Поради тоа се запиша во училиштето за странски јазици Лингвалинг. Тој европски форум Албах во 2009 година беше миг кој ми покажа на своја кожа што значи вистинско другарство. Ги надминавме визните процедури за да се видиме со Ана по 5 месеци и да се изгушкаме до врисок на железничката станица во Бон. Ова се случи веднаш по мојот настап на ораторската вечер. Утредента тргнавме со Мишон на гости за викенд. Попатно со возовите имавме интересни перипетии. Во еден правец сменивме 8 возови за да отпатуваме само за 25 евра во една насока. Тоа беа незаборавни моменти кои ме научија уште повеќе дека можам да патувам на кое и да е место во светот, со кое и да било превозно средство. За време од тие 3 недели во Албах имаше незаборавни дружби пред се со пријателите од Балканот, но и од Украина, Австрија, Литванија и многу други земји. Имаше и незаборавни забави. Откако се вративме од Бон на шега во куќата во која бев сместен непосредно пред заминување,
организира фергенска вечер за мене, нормално, наполно спонтано и со голема доза на сарказам. И одвај можам и овде да застанам затоа што има премногу ситници со големи поуки. И не само поуки, туку доживотни инспирации и доживотни поддршки од драги луѓе со иста крвна група. Од толку голема возбуда, за прв пат по толку поминати надпревари, кога најмалку очекував, го освоив првото место и тотално заборавив дека наградата ми беше ваучер од 100 евра за купување книги од Амазон. Од таа моја перспектива, мигот во кој се чувствував посебно, кога ме прогласија за победник, не го заменуваше ниту една награда во која и да е вредност. Но од оваа денешна перспектива, сваќам дека тој неискористен ваучер за книги од Амазон ми е пропуштена шанса и пропуштено знаење. Ми беше лекција за следен пат. Патувањата што ги имав околу форумот се случија 2 месеци по патувањата на кои бев дел во рамките на абсолвентската екскурзија. И низ тие патувања, 18 дена низ Европа, имав многу доживувања. Но ова беше посебно доживување затоа што на форумот сите луѓе беа од иста крвна група, а не општа мешавина како на абсолвентската екскурзија. Патувања, патувања. Тие ми беа со цел, но секогаш проследени со уживања и неверојатни авантури. Како вистински лек за прво преродување. За овие и за многу други патувања во иднина ќе се издвои посебно место за искажување благодарност. Посебна е таа благодарност за многуте животни насмевки. Оваа 2009 година за мене најубава календарска година по многу параметри дотогаш, за среќа, не остана единствено најдобра. Допрва, низ другите години ќе има што да се споделува за тие насмевки. Ќе се остави трага од тие моменти кога срцето се чувствува пресрекно од тоа каде и со кого дели ист воздух. И не само во Алпах, во селото на мислителите, Village of Thinkers, туку на секаде во животот мислечки. Сцена 64. Малите моменти знаат да бидат големи животни доживувања. Таков беше за мене 21-иот роден ден. Тоа е мојот прв роден ден кој воопшто сум го одбележал, сум го прославил. Го направив тоа на прекрасен начин. Снаа ми, која е стручна за правење вкусни јадења и иновативни десерти, направи торта. Прва торта посветена за мој роден ден. Ете, затоа ми беше незаборавна, особено што нашега и насмеја ја направивме во форма на фичо. Се изнасмеавме додека и помагав, а си игравме и со внук ми кој тогаш имаше само година и неколку месеци. Подолго време можев да си викнам друштво дома, да бидам оној вистинскиот јас, гостопримлив и дружелјубив. Најблиските од клубот на ораторите, најблиските колеги од факултет, од средното училиште и од маалото. Сите тие беа моите први гости за роден ден. Не треба да биде нешто посебно гламурозно, за да биде искрено и прекрасно. Тоа беше февруари, истата таа 2009 година. Тоа лето отидов и на првиот летен одмор, различен од одењето во село. Јас и Саша решивме да одиме во Охрид на класичен одмор. Планиравме да бидеме 5 дена, бидејќи толку имавме пари. На крајот сепак испадна да останеме само 3 дена. Ми се јави од амбасадата да поднесам документи за Шенген виза во тоа време, како што раскажувам во епизодата 15 изненадување. Ами не е важно колку време траеше одморот. Важно е дека и тогаш се покажа колку погодено друштво сме со Саша. Тој прв одмор беше во јули таа година. Беше тотоку вратен од абсолвентската екскурзија, а по краткиот одмор веднаш отидов на село и по 3 недели тргнав за Албак. Таа абсолвентска екскурзија во Европа беше мој личен избор. Иако имаше понуда од факултетот да одам во посета на Москва, како дел од првите најдобри студенти во генерацијата. Сепак се реши за едно поекстензивно патување. Тоа патување знае дека ќе ми ја наполни душата. Ќе го доживеам како надомест за сите пропуштени екскурзии до тој момент во животот. И еве сега со патнику вулгарно искрен сум со тебе. 100% сум сигурен дека да не се случеше трагедијата со брат ми, немаше жива сила што ќе го убеди татко ми да ми даде пари за екскурзија. Ама овој пат ги даде. Дел беа поддршка од него,
а поголемиот дел беа од мојата годишна стипендија. Тој тоа го доживуваше како луксус, а јас како терапија, вложување во личниот развој, подобрување на емоционалната интелигенција, интернационално поврзување со светот. И од таа екскурсија излеков многу лекции. А во меѓувреме, по ова патување на екскурзија и следното во Албах, активно почнав да работам на повеќе полиња. Има многу корисни работи што се вредни за споделување, многу извлечени поуки од различни работни ангажмани, но замив повеќе место во втората книга. Сцена 65. Но и во тие моменти на препородување и враќање во форма, во професионалниот и во приватниот живот, сепак не можеше се да биде сјајно. Раната од брат ми често знаеше да ја зачепкаат многу јавни настани во државата со текот на времето и постапките на некои категории луѓе. Имаше периоди кога интензивно ги мразев двата извора на расчепкување на раната. Едните го правеа тоа преку слични ситуации како онаа со брат ми, инциденти на неколку пати, а другите пак се фалеа со тоа колку помогнале и колкава услуга јас и моето семејство им должиме за тоа. Внимавај, тоа не било наше право, туку Божа услуга. И тогаш го кажував, а и сега. Не му го посакувам тоа никому. Боли. Премногу боли за да гради некој политичка кариера врз коските на друг кој загинал за да имаат мир сите. А многумина не сваќаат како тркалото се врти. Исто беше кога некои од соседите подбивно коментираа дека сум бил в болница при таков шокантен настан, но времето подоцна ги доведе во ситуација да ме бараат токму мене да ги спасувам во слична ситуација. Подсмевот, ситењето, напредувањето во кариерата правејќи најразлични спрепки врз грбот на честните и вредни работници е одлика на несигурност, а најчесто и на неспособност. Таквото постапување на краток или долг рок ќе се врати како бумеранг, кога и да е. Да размислиме добро за последиците еден ден. Со сите овие, главно убави турбуленции, веќе навлегов во 2010 година. Годината во која и официјално дипломирав. Тогаш бев демонстратор по предметот социологија на правото. Иако тогаш веќе ми заврши мандатот во клубот на ораторите, сепак знаеа да ме викнат за поддршка. Еден таков момент беше повикот од Зоки на само 2 дена пред одржувањето на надпреварот во Штип по повод Денот на Европската Унија. Мене најубавите моменти во животот најчесто ми се случиле кога требало инцидентно да заменам некого. И тогаш некој се откажал, а јас прифатив. Само реков дека ќе имам импровизиран говор. Токму тоа го сторив на прилично револуционерен и долгорочен начин. За да се долови поблиску атмосферата, треба да се погледне следното видео. Да, јас сега само тука сакам да напоменам, да, на YouTube, дека постојано во книгата се гледа вака. Да, има како баркодови кои што се скенираат и каде што директно ќе може да ги гледате видеото. Секако ако одлучите физички да имате во раце. И во овие месеци не запираа моите учества на разни активности. Не застануваа тука. Се пријавив и на надпреварот Balkan Case Challenge. Беше тоа убаво искуство со колеги од факултет кои прв пат ги запознав, ама со кои воспоставивме долгорочен професионален однос. Тоа е огромна придобивка што не ја гледаат кратковидите луѓе. Наместо да го видат тоа, тие ќе ве прашаат: а ти даваат пари на тој надпревар? Што одиш за џабе ако не ти даваат? Ова се најчестите прашања преку кои на прва можеш да го лоцираш досегот на видот, а неретко и на мислите на тој што ги поставува. И тогаш конечно се израдував. Следната фаза од надпреварот, финалето, ќе се одржи во Виена. Бев решен дека ќе одам тој јуни 2010 година. Моите родители почнаа да му се спротивставуваат на тој план. Ја вжештија атмосферата и ги вратија малку потиснатите фрустрации од детството. Јас сепак си купив авионски билет од парите кои ми ги дале роднините, а што ги имав заштедено. Радосен дека ќе одам и покрај напнатата атмосфера, се случи непредвидена случка која беше знак дека мене повторно ми се повторува болеста. Таа
не е еднаш за секогаш дадена, ама очигледно во тој период не била ниту доволно излекувана. Мојата недисциплина и лековерност во однос на терапијата, овде онде конзумирањето алкохол, што не требаше да го пијам, само придонела за обновување на мојата мака. Овој пат реакцијата беше кратка и директна. Тоа беше голем знак дека треба да останам во Скопје. На крајот, за жал, не бев дел од надпреварот во Виена. Во буквална смисла на зборот. Ми пропаднаа парите за авионскиот билет, ама за среќа си го зачував здравието. Благодарение на тоа зачувано здравје, тогаш, еве следниве 8 години, бев дел од многу патувања и тоа среќен, без трауми и непредвидени случаи како таа. Очигледно, не требало да патувам прв пат со авион во таа 2010 година, туку требаше тоа да се случи за прв пат во 2016 година. Кога има човек здравје, никогаш за ништо не е доцна, само ако сака доволно и ако работи на тоа. Сцена 66. Таа 2010 година беше целосно турбулентна. Пред оваа ненадедена случка со моето здравје, периодот ми беше специфично радосен. Тој период го одбележа еден многу пријатен настан за мене, победата на фудбалскиот клуб Интер во Лигата на шампионите. Како навивач на Интер од Милано, уште од 1997 година, овој момент го чекав долги години, со нетрпение. Прекрасна енергија вдахнуваат успесите на омилениот клуб. Радоста беше уште поголема, бидејќи нашиот Горан Пандев е дел од победничкиот тим. А во тој период Интер ја освои титулата во Калчо лигата, во Серија А и титулата во Купот на Италија. Набрзо потоа, во август, го освои светското клубско првенство. Тогаш во финалето еден од стрелците беше токму нашата гордост Горан Пандев. Но овие и други моменти на радост се сепнаа и се пресекува токму во моментот на ненадејниот поврат на болеста. Се пресекува и многу други активности што ги организирав до таа пролет. Караоке забавите што со Огнен ги правевме секоја недела навечер, моравме да ги прекинеме. Ми провршува и обврските како демонстрантор во таа академска година. А ете, ненадејната случка од период на акција наеднаш ме префрли во период на стагнација. И тоа не е туѓо за мене, особено кога знам колку грешки си поправив и колку многу животни поуки извлеков од тој период. Брзото и плодно закрепнување ни стихови. Патувам. Дно ли беше длабоко, што сила вдахна помокна, полиња нови да истражам, врвови високи да искачам. И радоста е сега огромна, колку долго се чекала, толку мирисно расцутува. Јас грабчувам сета. Зар летам? Ова е дар што го чекав. Од мали ноза се борев и не знам колку ќе трае, но ќе остави вистинска трага. Секој да ја види, секој да ја знае. Некои ми велат, успеа. Јас одговарам, успевам. Не е тоа дестинација за да застанам, туку животен пат кој секојдневно го патувам. Има дупки и кривини, удолнини и угорнини, но идилични височини. Благородни погледи да те полазат морници. И вреди, без исклучок. И утре така ќе биде, некогаш долу, некогаш горе, еднаш од очиве ќе потече река, но многу пати ќе видиш блескаво море. Можевме ли поинаку? Жално е што моите родители прифатија промени во однесувањето дури откако загина брат ми. Поради тоа ми беше многу криво. Зар требаше тоа да се случи, за да ги научи како треба да се живее? Беше помалку стресно кога прифаќав обврски во последен момент, кога некој друг веќе откажал. Но тоа ми ги донесе најголемите постигнувања во животот. Можноста која ми се даде за 2 патувања истовремено во Москва и во Европа се погоди во незгоден момент. Морав да изберам само едно од, но се случува тоа. Не беше толку проблем што претерав со многу обврски во тој период, туку тоа што немаше кој тоа да го разбере кај мене дома, па секој момент се користеше за создавање дополнителни фрустрации. Кога работите нешто што е различно и несватливо за просечниот граѓанин,
Секогаш ќе се најдат луѓе кои таквата работа ќе ја сметаат за нешто нетипично. Некои може да го доживеат како секта, иако со нејзиното значење работата е наполно неповрзана. Таа нетипична работа во најчест број од случаите е успешна во поголем дел од развиениот свет, ама тешко сватлива за голем дел од нашето население. Или е светот понапред, или ние. Дали е до нив, или е до нас. Да се замисли човек понекогаш. Да бидеме подобри. Да ги сослушаме младите во нашето окружување. Не значи дека ако тие се млади, за ниту една работа не може да бидат во право. Напротив, убаво е да имаме што е можно поразличен вид ментори. Важно е да бидат исклучиво квалитетни во делот во кој ние ги црпиме поуките од нив. Ако светот се менува, а ние останеме да живееме во времето кога нашите родители биле деца, ќе имаме се помалку искуство и знаење за живење во време на константни промени. Користиме што повеќе шанси во животот. Некој друг ако не умее, ќе ги искористиме ние, ама паметно. Ги зграбчуваме шансите, го живееме животот со полни гради. Нема поголем грев од тоа прогресивен и амбициозен млад човек да го чувате како в затвор. Да му ја спречувате секоја негова идеја, индиректно или директно, да го присилувате да биде ограничен, да остане затворен. Жално е на овој начин да ги воспитуваме децата. Жално е така младите да ги задржуваме. На тој начин ние всушност не сакаме никаков напредок во нивниот и во нашиот живот и воопшто во обкружувањето. Ако потекнуваме од семејство кое е средна или ниска класа, доколку нашите родители не сваќаат што и каде работиме, тогаш сме на вистинскиот пат. Ако некои другари и пријатели, најчесто оние кои имаат линарен правец во животот, имаат представа дека нетипичната работа која ја работиме и која е светски развиена, е секта, да ја зграбчиме таа шанса веднаш и со сета сила. Во македонски контекст, таа нетипична работа е сето она што не е државно, не е политичка партија или не е класичен приватен бизнис. Тоа е всушност иновација. Секој од нас ќе се избера сам дали е тоа добро или лошо за него. Амбициозен млад човек, значи човек кој го сака животот целосно и со сето свое срце и го живее токму така. Ајде да се запрашам. Кои три работи најчесто ме доведуваат до преродување во животот? Кои луѓе ме потикнуваат во идеите, а кои ме спречуваат? Што правам на дневно ниво од она што го посакувам на подолг рок? Која е мојата животна ситуација кога по дното сум се качил на врвот? Младите луѓе околу мене ќе ги охрабрувам и ќе ги советувам или само ќе ги ограничувам и заплашувам? Најубав вид насмевка е онаа што се бори низ солзи, непознат. Фаза 16. Лични приказни, нов пресек за пауза. Сцена 67. Не може секогаш да има експанзија, мора некогаш да има и пауза. Често велам, во периоди на стагнација, погледни кој е до тебе. До мене во сите тие моменти со братска подкрепа беше Саши. Тој е човекот кому му должам огромна благодарност за многу аспекти во животот, а особено за потпора на моето на моменти крепко здравје. Откажаното патување за Виена го заменив подоцна со еден продолжен викенд во Охрид. Бевме заедно со него, а помина и Кики на една вечер. На тој одмор, суштината не се состоеше во бројот на деновите, туку во моето расположение. Имаше големо влијание повторната терапија која почнав да ја користам само 2-3 недели претходно. Големи вреви и ѓурути очигледно ми пречеа. И некои други специфики требаше да се задоволат. Саша како другар правеше големи жртвувања. Во таква состојба целиот товар некако се префрли на неговите плеки. Се почувствува тоа многу за време на тие неколку денови во Охрид. Од апчињата имав потреба за многу спиење. За да ми биде целосна поддршка,
тој жртвуваше неколку часа од денот за да биде со мене. Знаеше дека сум во кризен период, знаеше и што имав поминато пред некое време, па затоа реши да ми биде целосна поддршка. Навистина, братска поддршка беше тоа. За навечер пак, сакаше тој да излеземе, да бидеме дел од журките кои се организираат токму тој викенд. За таа журка беше дојдена и Кики. Решивме да одиме. Знаејќи ја состојбата, Саша ми рече: Миле, ќе отидеме да видиме како е. Меѓутоа, ако ти пречат вревата и гласната музика и не можеш да издржиш, веднаш ќе се вратиме по сместувањето. Така ќе направиме, се согласи. Вечерта тргнавме на журката. Зедовме влезници и порачавме пијачка. Саша обично пие пиво, а јас швепс. Се уште немаше многу луѓе, рано отидовме. Сепак, музиката беше многу гласна. Не можев да издржам ниту 20 на минути. Му кажав на Саша и веднаш се вративме во куќата на Наташа, каде што бевме сместени. Потоа таму ја поминавме вечерта во разговор со другите цимери, кои исто така беа сместени во куќата. И не само овие ситуации. Колку случаи имало кога ќе отидам кај Саша на гости за да гледаме фудбал, а од терапијата сепак нема да можам да издржам и ќе заспиев таму. По половина час ќе се разбудев и ќе си дојдав дома. Сепак и тој, а и Кики, Бубе и Биле ми ја разбираа наполно состојбата во тој период. Низ такви животни предизвици научен бев да се борам самиот, без партнерка, единствено со искрена и силна поддршка од некој близок. Порано за вакви ситуации најблизок беше брат ми. Сега тоа беше Саша. Покрај него имав константна поддршка од дома, од татко ми и од снаа ми. Некогаш и тие ќе се изнервираа, ама сепак имаа разбирање. Секогаш беа целосно подготвени за да ми помогнат, да се чувствувам посреќна. Единствено ги кочеше непознавањето на стручната помош која може да ми помогне. Беше тоа како шпанско село за нив. Поради тоа, наполно се подпираа на диагнозите од психијатарот и ништо друго. Ги подзаборавија малку бајачките, но не целосно. Сепак, малку знаеа да ме упатат и на помодерни активности, како дополнителен метод кој придонесува за подобро ментално здравје. Не дека не сакаа, туку не знаеа. А и имаше други околности. Во тој период сите тие активности или не беа доволно развиени во Скопје, или пак моите не беа подготвени да даваат пари за нешто што не разбираат како действува на човековото расположение и менталното здравје. Во такви кризни периоди избегнував романтични преплети и несигурни љубовни односи. Искуствено се покажа дека тие придонесуваат кон одмагање, а не кон помагање во процесот на заздравување. Не беше лесно воопшто. Но овој пат, веднаш поправив дел од грешките кои ги правев претходно кога не бев доволно предпазлив. Тогаш во подоснежните денови не ја користев најредовно терапијата. Например, ако требаше едно апче да користам секоја вечер во точно одредено време, мене ми се случуваше и цел месец секој втор ден да пијам по едно. Неправилното користење на терапијата некогаш знаело да биде полошо од самото нејзино некористење. А речиси сите лекари ми кажуваа дека најчест случај е еднаш да се повтори целата таа криза, затоа треба да се слушаат нивните упатства во детали, а не нечии други. Лековерно мислев дека неколкуте исклучоци од стриктното почитување нема да доведат до повторно активирање. Се покажа дека не е така. Поради тоа, вториот пат дував и на јогурт. Сцена 68. Помина летото 2010 година. Додека да трепнеме. Наесен знаев само дека ќе се запишам на мастер студии на правниот факултет, но имав дилема која насока да ја изберам. Едноставно ги сакав сите насоки, освен казнено право. Во тоа време беа десетина насоки. И казненото право ќе ми беше интересно и убаво за студирање, ама бев 100% сигурен дека не сакам да го работам тоа во практиката. Од останатите насоки најмногу се мислев меѓу уставно и граѓанско право. Иако прилично различни, сепак ги сакав подеднакво. Насоката по уставно право ми беше одскочна штица ако сакам да ја продолжам кариерата на факултет. Тоа беше насоката која е најблиска и најрелевантна за социологија на правото.
Таа информација ми помогна побрзо да се решам. И навистина испадна супер што така решив. Го започнав мастерот по уставно право таа есен. Во тој период имаше промени на регулативата во согласно со која, за да можам да бидам официјално демонстратор на факултетот, внатрешен соработник, мораше да бидам воедно и докторант, да бидам запишан на докторски студии. А докторските студии чинеа чисти 5000 евра плюс еден куп опатни трошоци. Отокаш на факултетите некако го намалуваа бројот на внатрешни соработници. Остануваа само некои кои ги водеа како надворешни. Мене и колегата, двајцата кои една година бевме демонстратори на истиот предмет, не реизбраа за продолжување за следната година. Тоа беше само причина плюс, за да се пролонгира мојот период на стагнација, кој во тие моменти беше се уште во почетна фаза. Сцена 69. На насоката по уставно право бевме само 20 на колеги. Пред запишувањето кружаа размисли меѓу професорите дека право на полагање на правосуден испит ќе имаат само оние студенти кои ќе завршат мастер студии правосудна насока, која подоцна се подели на граѓанска и кривична насока. Можеби тоа беше демотивирачки за уште послаб одзив на заинтересирани колеги кои инаку би се запишале на таа насока. По завршувањето на 7-миот семестар, речиси да немавме официјални предавања, туку само менторски часови и консултации. Се поредко имавме предавања. И групата се намали уште повеќе поради различните изборни предмети што реши да ги полага секој од нас. Испитот се состоеше од 3 дела. Проверка на знаењето за материјалот, при што професорот одредуваше дали писмено или усно, изработен есеј и изготвено кратко истражување презентирано во вид на семинарска работа. Во овој период на стагнација, пасивност, дури и семинарските работи ми представуваа некаков товар. Воопшто немав енергија, ниту пак желба да изработувам каков и да е труд, иако од додипломските студии бев познат по изготвувањето длабински и издржани семинарски работи. Се сеќавам, при полагањето на еден предмет, збирот на поени од испитот и од есеот беа доволни за 6. Бев задоволен да имам 6, само да не пишувам семинарска работа. При земањето на оценката на шега на професорката и реков: интересен ми е моментов. Навистина сакам да дознам какво е студентското чувство да се има 6. Бев реален додека го кажував ова. Таа ме погледна и ми рече: ти да имаш 6, немаш. Гледам дека не си направил семинарска. Да направиш и да дојдеш следниот пат за оценка. Го затвори индексот. Професорке, не знам дали ќе можам да ја направам навреме семинарската, бидејќи лаптопот ми има технички проблеми во последно време. Се правдав и се обидував да избегнам превземање на дополнителни обврски во овој мој пасивен период. Не се препознавав во таквиот начин на постапување, но ете ме и во такво светло од животот. Добра, ако не можеш семинарска работа, тогаш ќе ти го поништам есејот и ќе дојдеш да полагаш есеј од почеток. На таков солиден студент не ми дава душата да му пишам 6 сега, пред самиот крај на студиите. Ја погледнав искрено. Сватив дека треба да ја послушам оваа искрена мотивација и да дојдам пак да пишувам есеј кога ќе биде терминот за полагање. Откако го исполнив ветувањето, имав доволно поени за 8. Тогаш посрекна беше професорката, а и јас исто така. А во тој период денот ми одминуваше во многу часовно спиење и речиси никаква друга активност. Некако бев премногу равнодушен на се околу мене. Го навикнав телото да спие подолго време. Во денот се случувало да спиам и по повеќе од 12 часа. Немав некоја посебна инспирација за да сработам нешто суштинско, освен чистењето на мојата соба. Во тој период од животот ми се чини дека изгледав најмногу епизоди од една филмска серија. Тоа беа епизодите од германскиот серијски филм Аларм за Кобра 2. 11. Да, добро. Не сум го гледала. Двајца полицајци што фаќаат криминалци и што попатно спроведувајќи ги интензивните полициски акции, кршат безброј автомобили и други превозни средства. Ете, само тоа ми беше интересно во ова доба на пресек, на пауза, на тотална пасивност. Секако,
Тие денови често гледавме фудбал со Саша, но ретко излегувавме в град. Решив овој пат во целост да ја почитувам терапијата и да не ставам ниту капка алкохол за време на незиното траење. А и тоа имаше една огромна предност. Неконсумирањето алкохол ми ја разви креативноста и имагинацијата на високо ниво. Тоа се случи благодарение на безброј упатени прашања уште при првиот момент кога ќе кажев дека не пијам алкохол или пак дека ете така не ми се пие. Тоа е тој загаден воздух на нашето општество. Велеа, чудно е да немаш порок, ако не пиеш алкохол и не пушиш цигари, тогаш мора да се дрогираш, друго е невозможно. Сепак, во таа пасивност, барем се зголеми креативноста во одреден сегмент. Сцена 70. Вака така помина речиси цела академска година во која провејуваше тоа мое несвојствено забавено расположение. Се разбира дека големо влијание имаше терапијата која ми го соборуваше телото и ме буткаше на спиење. Се чекаше моментот на пресврт, миг за повторно активирање во вистинска смисла на зборот. И ете го дојде, некако неочекувано. Видов оглас за пријавување на летната школа за евроинтеграција што ќе се одржува во Белград. Огласот беше во јуни, а школата требаше да се одржи во средината на септември. Си реков, убаво ќе ми дојде. Тамам тоа ќе биде период кога ќе се вратам од село, а пред да ми почне последниот семестар со испити. Забележав дека таа школа е предсе за млади кои ги делат вредностите на Европскиот форум Албах и дека е поддржана од него, а организирана од клубот Албах во Белград. Супер! Тамам ќе ги видам моите пријатели од 2009 година, да се подсетиме на убавите денови поминати во селото на мислители. Така и бидна. Во текот на летото, стандардно, би рекол, ми поминаа деновите. Кога се вратив, почнав да се подготвувам за да тргнам неколку денови за Белград. И само што стигнав во Белград, снаа ми пиша порака. Рече, те бараше Злате, колегата што ти одолно лисиче. Една генерација постар од тебе. Ме замоли да ти пренесам да му се јавиш, нешто сакал да ти каже. Во тие години, уште од 2008 година, кога станав председател на клубот на оратори, имав сметка на постпейд, од секогаш на мобилниот оператор ВИК. Потоа се споија со Ван во сегашниот Ван ВИК. Сега е. Сега ви Сега е, кажам, да. Но за жал, потоа снемував редовни примања. За изучување на мастер студиите немаше опција да се биде во државна квота, туку само со лично финансирање од 1000 евра. Тоа воопшто не беа малку пари за моите околности. Во мојата семејна ситуација беа премногу. Од друга страна, немаше опција за стипендија. Поточно, имаше можност само за мал број, под 10 стипендии, кои најчесто ги добиваа студентите од приватните факултети, што во тие години генерално многу полесно добиваа десетки. Барем така споредувавме со другарите кои студираа на различни универзитети. Во практиката тоа значеше дека немаше реална можност да добиеш стипендија. Сите трошоци се на твој личен грб. Поради се до тоа, од Белград на Злате неисплатливо беше да му се јавам, туку само му пишав порака. Тој ми врати. Знаеш дека веќе една година работам во адвокатското друштво. Пред некој ден објавија оглас за прием на нови практиканти. Знам дека периодот си без некој ангажман, а и дека си при крај со мастер студиите. Пријави се, ништо не губиш. Со тоа што да знаеш, има процес на селекција од неколку нивоа. Во секој случај, првим би те викнале на интервју, ми пише. Му вратив на пораката да му се заблагодарам многу на информацијата и дека што поскоро ќе пратам документи за да се пријавам. Така и направив. А во себе се молев да не ме викнат на интервју баш тие неколку денови додека сум во Белград. Уште 10 дена сум тука. Се надевам ќе ме викнат потоа. За време на школата се видов со Милана, со која се познавам уште од Албак 2009. Се запознав и со други прекрасни луѓе со кои до ден денес се дружам. Со некои повеќе од другите. Многу се да ги спомнувам поединечно, сите ги почитувам подеднакво. Само Милош ќе го издвојам како другар со кој како изминуваат годините, толку повеќе се дружиме и се поддржуваме. И кога заврши школата, баш како што и посакував, така и се случи. Се вратив од Белград по недела вечер и во понеделник наутро ми се јавија за да ме известат за термин за интервјуто. Тоа беше моментот на пресврт. Од тогаш многу работи се сменија. Започна крајот на моето пасивно расположение и почеток на ангажирана работна кариера
која од ден на ден само се збогатува и се забрзува. Нека продолжи. Пасивноста ни стихови. Пауза не е крај. Диши со отворени бедра, вдишувај длабоко, побавно. Умори се за да се одмориш целосно. Одмори се за да се умориш посрекно. Од брзите трчања по врвови, доаѓа лежењето по долови. Не разочарувај се. Може ќе рече дека е застој, но тоа е само пауза, па залет. Подзастани, а посакувај. Не може ништо со сила. Пресвртот не доаѓа преку ноќ. Мотивацијата од секогаш добре дојдена била кога и да е ќе разбуди нашата моќ. Потоа, малку по малку, вложи напор, покажи волја, само свесно и трезвено ќе ја пронедаш својата роља. Можевме ли поинаку? По период на многу активности доаѓа период на стагнација, но ние бираме колку време и колку силно ќе не обземе таа. Стагнација. Во таа комфортна зона не ми се случи ништо корисно, ниту пак ново во животот. Во период на пасивност многу луѓе ќе не заборават. Остануваат само оние највистинските. А кога ќе почнеме да се качуваме кон врвот, повторно се појавуваат повеќемина. Потребен е само еден момент за да дојде до животен пресврт. За почеток да имаме желба за такво нешто, а потоа да осмислиме опции за како. Да бидеме подобри. Стагнацијата е само пауза, а не запирање. Таа има своји предности, но ако трае предолго, доаѓаат до израз незините недостатоци. Да одмориме, но да продолжиме потоа повредно со насмевка. Со патником, може си слушнал една шега која вели: нема ниту една убава приказна без салата и ракија. Да ти кажам искрено, жив доказ сум дека може да има прекрасни приказни и без ракија. Но во едно сум сигурен, нема добра животна приказна додека се наоѓаме во нашата комфортна зона. И не само добра приказна, туку најчесто нема воопшто никаква приказна во таквиот период. Ако почитуваме некој човек, да го правиме тоа особено и кога тоа е на дното, во кое е дошол не по своја вина. Само секунда е потребна за да се смени животот. Ајде да се запрашам. Кој период ми бил најпасивен во животот? Која приказна ми е најубава во периодот додека сум бил во стагнација? Кои од причините за мојата пауза се надворешни, а колку се мои внатрешни? Колку долго ми трае обично еден период на пасивност? Со кои 3 начини ќе ги мотивирам младите околу мене за да ја напуштат комфортната зона и да преземат некоја акција? И исто како фазата 16, која што тука ја завршивме, нов пресак за пауза, и ние тука правиме пресак за пауза и се гледаме во наредното видео. Пауза не е крај.